Да се вклучиме. Добро вечер на сите што се вклучувате. Благодарам што се вклучувате. Денес имаме една одлична тема. Ќе зборуваме за паничниот напад. Ајде, ќе почекаме да се вклучат. Еве и Ангела. Ангела се вклучи. Ангела е денес мојот партнер во разговорот за паничните напади. Само да видиме дали ќе можеш, Ангела, да го прифатиш повикот. Ајде да видиме, да можеме двете да се вклучиме и да споделиме едно прекрасно искуство кое дојде после твојата обука, после обуката на Ангела од Mindfulness. Mindfulness сега ќе стартува повторно, зашто имаме прекрасни искуства, затоа што нуди нешто ново, што е воопшто кај нас новина голема, бидејќи навистина се разликува од еве ни Ангела, од се што е Mindfulness. Добар ден. Здраво, добре дојде. Само да докажам, Mindfulness, зашто е Mindfulness се разликува од сите останати? Затоа што во него вклучува НЛП, вклучува коучинг, вклучува една новина која што ја практикуваат навистина светски познати, признати и тренери, и коучеви, и воопшто секој човек. Навистина нуди многу можности кои што не враќаат во свесноста, во свесното живење, да знаеме да управуваме ние со нашите мисли и емоции, а не тие да управуваат со нас. И токму за тоа ќе зборуваме и на вечерашново вклучување во живот. Добре дојде, Ангела. Како си? Добро ве најдов, јас сум супер најава. Ја обично не најавувам онака кога зборам, а многу ми бава вака што представивте. Супер сум, феноменално. Денеска ми е ден за одмор, се одмарам. И така викам сега полека, еве сонце позадина, мирно, све, брат ми мирува во другата соба и така. Да, добро. И да не придружи со некоја музичка номера, не е на одмет, мислам, ќе не развесели. Нема да одбие. Баш ми е мило. Верна си, ме следиш со мене си од твоите 13 години и заедно поминуваме низ патот кој го трасираш, се разбира, водејќи се онаму каде што тебе те води и каде што ти сакаш да одиш. И еве нешто да споделиш околу конкретно за Mindfulness, како ти беше на самата обука, како се чувствуваше додека беше на Mindfulness, пред да преминеме на оноа што во пракса го спроведе. Поведи, Ангела. Прво како се пријавив би почнала, нели не спомнувавте претходно бевме комуникација, бев на вашите НЛП обуки. И мама вика да почнеме кај Ирена пак ово, она викам, сега викам пак кој ќе се замара, викам на факултет, знаеш, немам време. И мама поише ме натера да отидам, викам добро, ако биде добар терминот ќе дојдам. И така многу спонтано, викам секој пат ми убаво со вас кога сум реално, убава инвестиција секој пат. Дека не е нели само да се пријавим и ништо, викам ако веќе почнам и да го практично да го применам тоа, пошто секој може да се пријави, а после примената е многу тешка. Тешка. Не секој прави. И викам, ако идам, да идам. И се откажав од некои други работи, не знам, за да нели можам да посетам. Како и да е, и почнавме, и ја првата недела од дена, супер се осеќам, значи после првиот пат кога правевме медитација, самото правење медитација или било каква методика од тој дел, и самата едукација, што значи mindfulness, дефинирањето на поимот, мене ми дојде многу убаво, пошто една од вредностите во животот ми е разбирање и мир, а разбирањето и мирот во себе мислам дека главната смисла на животот, кој што секој треба да си ја даде. И кога почнав да го применам тоа, тоест медитација и сите тие алатки кои што ги нуди mindfulnessот, си се осеќав мирно и прво мислам дека и целите кои ги поставувавме за мене лично беше да
не бидам цело време да уште нешто направам, да уште нешто да малце се стишам и да све биде окей, да бидам задоволна од тоа што сум во моментов, пошто доста често знаеме да бидеме нели незадоволни, особено амбицијата тука е што секој пат се фаќам на тој, секој пат се навраќам на техниките и на методите периодов што подоцна ќе зборам. И ми даде мир и кога ги поставивме понатака и целите и делот со фитнесот, со намалување масти, со задоволството од себе си и физички и психички, ја тие цели ги остварив после колку беше 2 месеци траеше обуката, 2-3 месеци. Да. На крај кога ја направивме рефлексијата, мене тоа сите цели што ги имав поставено, мене ми беа чекирани. Се од после продолжи малку. Ајде, да. Ја многу сам можам да продолжам уште кажам неколку зборови кои што нели нормално како на коуч вака ми остануваат. И рече потешко се практикува. Поентата не е колку е лесно или колку е тешко, туку поентата е колку сме подготвени на навиките кои што не возат во текот на нашето секојдневие да ги смениме. Значи, поентата е колку јас прво да ја одлучам да сменам одредени навики кои не ми носат добро. И оно што правевме, ако се сеќаваш на сам старт, беше бележење на негативните и позитивните мисли, бидејќи многу лесно е да се каже, ајде, ти афирмира и нема проблем, нели? Ти само кажи што си сакаш и се ти е дадено. Поентата не е таа. Ти кажи си што си сакаш, меѓутоа треба и да работиш на сето тоа и навистина да бидеш упорен и истраен во сето тоа и како што кажа, твојата упорност и истрајност те доведе да на крајот после 8-та недела видиш дека сите оние цели кои што си ги имала си ги чекирала. И тоа е феноменално. Она што беше исто така интересно е постојано имавме пракса. И таа пракса која што дававте фидбек, ако се сеќаваш, на секое наше вклучување ново, ве водеше, веројатно, ве држеше во некое ниво да можете да бидете истрајни во текот на таа пракса, која што неминовно го дава резултатот. Сега, како ти ги доживуваше тие практични активности и што ти се случуваше попатно? Крајот, знаеме дека ја оствари целта, не една, туку повеќе. Ја оствари затоа што и да, кога ја поставувавте целта, точно знаевте веројатно и како да ја поставите, затоа што бевте водени, не бевте сами на себе препуштени, нели, не со негација, туку со афирмација. И сега, како ти се водеше во дисциплина, односно во една нова навика, како влегуваше во нова навика во текот на самиот тренинг? Најпрво, нели, не водевте ни самиот процес и кога имаме дефинирано конкретна цел, што нели афирмативно, кога да ја оствариме, што, како, и кога ќе ги поделиме чекорите, односно целта која ќе ја дефинираме, нели, сите тие работи, и кога ќе видиме што практично ние треба да направиме секој ден, туку уствари е самата примена, односно, окей, сега ја поделив на чекори, сега тие чекори треба да ги имплементирам во моето секојдневие, за да можам да достигнам до крајната цел. И кога ги поделивме чекорите, нели јас нешто дефинирав, вие нешто ќе додадевте, ќе одземевте, уствари дефинирањето на целите, односно тие чекорчиња мали степ бај степ, што викам јас, се практичната примена. Сега како тоа изгледа у пракси, како тоа изгледа у секојдневие. Пример, ако мене од тие чекори ми е секојдневна медитација, макар и тоа да е 5 минути, макар и тоа да е 10 минути, 15, вие што ни ги дававте, што е тоа водено, што е тоа целото длабоко, за да ми помогне за достигнување на таа цел, и тоа си го имате вие како коуч. Само јас здраво за готово да земам, да измедитирам тие 5 минути и толку, или 10 или пола сат, колку и да ми е лично за мене. И мене тоа ми уствари
праксата. Ќе седнам ја навечер, си барам време, окей, кога е ангела најидеално време за јас да седнам и да медитирам. И сега тешко е, тука може би тешко е да се натераме да го правиме нештото, односно да се натерам ја да седнам да медитирам, пошто после тоа самата медитација си е лесна. Вие не водите низ процесот, какви се, тоа си е све водено. Ама јас да се натерам да седнам да медитирам, уствари малку потешкиот дел, што не мора да биде тежок, за повеќето е, и за мене лично беше тоа онака, како цело време кога го мислиме и да седнам и да го применам. И ствари, кога седнуваме и ги правиме работите, што ги кажуваме, што кажувам дека јас ќе го направам, туку уствари доаѓа праксата. И со секојдневна примена, не само ќе медитирам сега 5 дена у неделата. Цела недела по 2 сати и лудило. И обично тогаш викам, ајде, силно. Не, полека, степ бај степ, накачување полека, ама тоа нели вие си го водите што и како и секој пат убаво ментор да има за да знаеме дека сме правилна насока, пошто некој ќе се засили 7 дена, фул 2 сати ќе цркоша, за 2 сати ја не можам, ќе умрам 2 сати да медитирам. Ама полека, кога ќе биде тоа водено, кога ќе биде тоа квалитетно направено за оддржливо, долготрајно да биде, и уствари успешноста на целиот процес. И не со дисциплина, едноставно си чекираш секој ден, убаво ми е. Одма се познаваат и резултатите. Тоа последна медитација, сваќам колку сум ја по-окей, или не само медитација, има нели различни алатки, што са медитацијата се фатив за неа. Меѓутоа има уште многу алатки што ги применувавме, дали тоа беше визуализација. Мене визуализацијата и секој ден ја практикувам и претходно ствари, ама од тогаш мене ден ми се нема десено да јас не медитирам, тоест 2 дена јам пропуштено и тие 2 дена ќе стварно ми отидоа надвор од тоа што сакав да ми се деси, ама визуализација мене секојдневно премногу ми помага, од сабајле ми е првото нешто што го правам, со плюс некои вежби и техники за дишење. Медитација во моментов периодов не правам, веќе немам направено месец и нешто. Добро. Пошто ја го влекувам, ама визуализација ми е non-negotiable, као мора да се деси тоа. Не може. Па види да ти кажам, и визуализацијата е еден вид медитација и она да го тргнеме табуто што стои околу медитацијата, зашто и јас бев првата таа која што викаше какво е таа глупост. Дека ќе паѓаме у несвест, уствари поентата не е медитацијата дека се паѓа у несвест, туку медитација е едно смирување на умот. Значи носење во една релаксирачка состојба каде што се тргаш од бучавата која што ти ја создава умот, од секојдневието кое што те преплавува од мисли, тоа е тој автопилот. Значи мора прво да влеземе во себе, да ја прошириме свеста за да можеме да донесеме правилни одлуки. Доколку дозволиме тој внатрешниот критичар или што и да ни се случува во главата, се што ни се случува од текот на денот, доколку дозволиме тоа да не води, обично тогаш ние запнуваме и не ни се сака. Не ни се сака зошто? Затоа што телото мирува, телото е полигон на умот. И бидејќи е умот во хаос и постојано нешто брбори, ние не можеме да го смириме телото. И што правиме? Седнуваме ѓомити да медитираме како божимски и само што ќе седнете и почнувате. Нешто ве чеша, нешто не можете, па чекај, не можам воздух убаво да земам, па кај ќе одам, јас ако затворам очи, никаде не одите, тука сте. Мислам, тука сте и сега. Затварате очи пред спиење, мислам, и кога спиете, затворени ви се очите. И токму тогаш кога умот букти и е во голем хаос, се случува да има проблем некој и со несоница, бидејќи не може да ја испушти контролата од секојдневието и блаботењето на умот. Значи, медитацијата не е ништо друго, освен дозвола на себе да си го слушнам мирот во себе. Значи, да постигнам еден мир каде што би можела да го слушнам тој тиво глас кој се наоѓа во мене. А ние не можеме тој тиво глас да го слушнеме од ова што ни се случува тука.
Значи, тоа е тоа и веројатно тогаш сме во високи бета бранови, тогаш сме на акција, како што го кажа зборот и на почеток, амбициите наши што не водат, да чекираме, да постигнеме и тогаш се нешто ние остваруваме, а во суштина не можеме да се слушнеме себе. И ќе дојдеме на крајот од денот, кога нешто ни се случува, некоја вознемиреност, можеби нешто како што ти се случи, некој напад паничен и не знам што, а не сме свесни. Затоа што, ете, и паничниот напад не е ништо друго, освен некој или преголем страх, или некоја вознемиреност, нешто, некоја непријатност која што го обзема нашето тело, а телото, како што кажав, е полигон на умот, ние не сме слушнале што се ни букти во главата и едноставно телото пука и реагира. И тогаш се случува нешто што ни веи стој. Еј, кај си тргнал? Полека. Значи, не е ништо друго, освен да не освести и да ни каже. Значи, тоа е еден сигнал на телото кој што ни кажува што да правиме. Наше е само да го слушнеме, тој внатрешен глас. Токму тоа го работевме ние на mindfulness, ако се сеќаваш, дури и со симптомите, кога ги работевме симптомите, кога го стишувавме умот и кога слушавме што има одреден симптом да ни каже. Дали се сеќаваш на тој дел и како ти го примени сето тоа? Како не се сеќавам, тогаш го применувавме и самите, не знам дали ќе биде некоја болка во рамо, лева, десна страна. Сето тоа си има некаква смисла и баш вие не водевте низ процесот за да може да си ги разрешиме тие некои работи кои што ги имаме. Поради тоа што знаеме дека секоја болест, тоест не знаеме баш практично да, меѓутоа по дефиниција самата болест не е туку така пројавена, туку е поради некаква си нескладност со телото направена од трупање, неусогласеност од претходни работи. И ние тоа си го работевме, све заврши mindfulness програмата и крај на јули така нешто. После работа, одмор, вака така, и после неколку месеци стресирање, дали тоа беше за подкаст, за факултет, нешто, не знам, работи некои што ми се исподешава, од секој аспект притисната буквално. И бев на настан кај Софија Манчева и викам супер, ќе си се дружам со девојки, ќе се медитираме, ќе вежбаме заедно. И многу бев возбудена стварно и бев тој ден на 3-4 сати спиење, не спиев доволно тие неколку недели, ќе спиев, а немаше да спијам, мали сега запушавам оце, не е битно. И тој ден, како беше, завршивме со вежбање, беше доста жешко на Козјак на настан, завршивме со вежбање, не беше нешто кој знае колку интензивно, мене беше онака лабаво, се препотив, пошто јас секогаш се потам, дали што е да правам ја раце, вежбам се потам. И почна ме боли стомак. И сега викам, ова чудно нешто, викам, ќе ми пројде, не ми е нешто задобиено или да ми е задобиено, ма викам, ова не е задобиено. И ме боли стомак, викам, ќе побарам апче, јас апчиња барам ептен ретко и никој немаше, викам, у WC кидам, ќе се замијам и ќе ми биде по-окей. И јас како што отидов у WC, буквално не паднав на земја, буквално легнав, викам, ми се повраќа, ми се лоши, нешто не е кој што треба. И Кате, поздрав до неја, ако не гледа, ако не, она е докторка и дој вика, Ангела, дали си добро? И јас цела пребледена, значи не знам кај сум. И вика, дој надвор малце на воздух, вака така, и ме носат надвор. И окей, сега мене тука почна нешто, не ми е кој што треба, многу ме стега стомак. И одеднаш мене рацете вака, буквално вака ми останаа. Не можам да ги мрднам. И луѓе ме прашуваат дали си до... Ја не можам да им вратам, како очекуваат да им вратам. Не можам. И мене згрчени раце, јас у глава паничам, значи не знам што ми се дешава, не можам раката да ја подмрдам. Одеднаш ми се вака рацете и парализа буквално на рацете ме фаќа. Добро, свикам, Ангела, диши, нешто ми прави, но не опуштим
окей, електролити ми дада вода, добро, се подсмирив, стомакот уште ме боли, а викам ќе къснам нешто може и за јадење, дека и у дефицит бев тие 2-3 дена по вакво, а нема јадев со бајлето, кафе си пиев, вода пиев, све пиев. И добро, ајде 10 минути окей бев, после тоа пак. Вториот бран, уште по катастрофа. Цели раце, нозе, уште толку паника, уште толку луѓе околу мене, и сега пак ми даваат нешто електролити. Ја од тој момент знам дека нешто не е како што треба, ама не е пошто е жешко или нешто друго, нешто не е како што треба. И си викам, и у еден момент си викам, Ангела, рано ти е да умреш, буквално. Викам, многу ти е рано, затоа имаше многу работи за остварување, за тоа да се тоа не е сега моментот. Плюс ми беше имен ден и уште толку почнав да верувам у Бога и ми беше многу магично искуство, буквално. За магично, ќе докажам целата приказна. И буквално, у тој момент бев ја внатре у главата со мене. Не беше битно дали мене ми се мрдат рацете или нозете или шо и да се случуваше надвор. Тоа си размислав по главата, окей, ај се Ангела, диши малце повеќе, за да ти биде подобро. И знам дека слушнав јас сите што ми кажуваат, девојче, ајде биди подобро. Викам, као, свекам вие будали, викам, добро, не е битно. И буквално не можев да мрднам. И сака да ме однесат во амбуланта и отидовме до кола, пошто амбуланта не можеше да дојде. Можеше, ама ќе требаше уште 2 сати, подобро, повременски ефикасно беше да отидеме само ние таму. И некако, не знам со кои сили, јас отидов до колата. Пардон. И легнување ускут позади на докторката и тука мате се подсмерив уште толку, пошто немаше луѓе. И тука почна уствари сите тие процеси во главата подлаво, кој си викам, окей, Ангела, ова не се деси ради денеска, ради околностите денеска. Ова се деси ради трупање на многу работи. И викам, сега моментот кај што ти ќе ги примениш знаењата што ги имаш у главата, пошто не е само да ја знам теоретски дека болестите ради тоа. Ај примени ги на себе да видиме, чисто да експериментирам со себе си. Така. И почнав у главата да си ги набројувам работите што си ги ставив. Организирање настан, организирање втор настан, не знам, работа, подкаст, фитнес цели, дефицит, да се социализирам, пошто тоа е време, да исчистам по дома, од сите аспекти јас имав по 5 цели, што е нереално. И се викам, и викам сега Ангела, Ангела, е моментот кај што ти треба да си поставиш правилно прашање, за да можеш да си дадеш добар одговор и да си ги решиш проблемите. Пошто многу е битно и кој го поставува прашањето и како го поставува. И благодарение на вас, на самата програма, знаев како си го поставам јас прашањето. Што е во огромен прилог во секојдневни комуникации со сите луѓе. И во моментот се прашувам, Ангела, дали ова реално? И сега битно нели искрени да бидеме со себе, за да си даеме искрен фидбек и одговор. Така. И си викам, Ангела, искрено, реално е, ако си го ризикуваш здравието. Односно да не спијам. Да спијам по 2-3 сати ноќно. Реално е, се ова можеш да го завршиш ти 3 месеци. Ама си ја погазуваш вредноста здравие, а сите работи што ги правиш се за здравие. Тоа е абсурдно. И се викам, окей, Ангела, што можеш да не правиш и што ти е приоритет за да си ги достигнеш тие цели. И си направив у главата тоа, вака имам едни to-do таскови у главата, јас си ги замислувам, се визуализација тога помага многу. И так, 3 приоритети одма си поставам, викам, Ангела, дали е окей другиве да ги фрлиш и само да кажеш не? Моментот кога прифатив дека е окей да кажам не на све, од тој момент мене и раце ми се опуштија, и нозе ми се опуштија. Ја бев као нова. Бевме некој, не знам, 20 на минути пред амбуланта, станување од скут, буквално станување. Викам, дечки, носете ме
Марио и Кате, многу сум им благодарна на сите што беа тој ден таму, стварно, јас немаше да преживеам тој ден да не беа луѓето околу мене. И си викам, дечки, носете ме дома, мене не ми е ништо, мамуша не знаеше да не испаничам. И Добро. идење дома, јас буквално искачање од кола, најнормално се движам и додов на мама вака, не, Ангела, шо така, ти вика, не може небитно. И од тој момент онака као фала му на Бога, фала и на силата, фала и на самата пракса, пошто тоа беше многу подлабоко од само прифаќање. Тоа буквално тој ден уште толку почнав да верувам у некоја поголема сила, Бога, у надеж, у верба, што има многу подлабоко у нас од работите што ги правиме. И тоа мислам дека е некое неоткриено нешто и доста филозофи предходно луѓе сакале да го откријат. И сметам дека као луѓе никогаш нема да го откриеме, ама long story short, битно е да го поставиме правилното прашање у правилни моменти и огромна порака што извлеков. Телото перфектно се знае шо, како, колку, зошто и шо е во склад со самите нас. Еве периодов малце настинав. Ми се инхибираше телото после положување градска и бев као, окей, сега веќе сум стрес-фри, ама сега се симптомите што сум се стресирала за тие работи и секој пат телото било што ми кажува нешто и практично тез како да го разрешам, тоа ми е од mindfulness конкретно. И мислам дека можам да се опрам со зборување. Ти благодарам за искуството што го сподели. Мене ми беше фасцинантно што ми се јави баш онака од нигде никаде за да го споделиш искуството, дека практично си го применила сето оно што си го стекнала на mindfulness обуката која што беше и тоа основниот дел, значи оно баш за само помош и да можеш да помагаш, нели, на некого со совет. И тоа беше фасцинантно и фантастично нешто што мене многу ме израдува. Да, оно што го кажеш дека е некоја филозофија и се наоѓа некаде во нас што се уште не е разоткриено. Фантастично е што ние сме тука, нешто што е поголемо од нас, да, така, меѓутоа ние сме тука баш со цел да го откриеме сето тоа. Затоа што како што можеме сите да забележиме, живееме во еден свет нели на брзи промени и сето оно што некогаш било применливо веќе не е применливо. Наше е да се адаптираме и да направиме навистина еден скок, и тоа квантен скок, за да можеме да се усогласиме со сето оно што ни се случува и што е наше секојдневие. Старите навики не носат напред, апсолутно. Еве, например, ние кога би биле во стари навики, например, имаше ти еден случај додека траеше НЛП обуката за млади, ако се сеќаваш, имаше еден случај кога се запали нешто гаражата во Истгейт и кога мајка ти беше во паника, ти ја смири со една обична техника да се вратиш во сегашниот миг. Значи, ако ние не се усогласиме и не ги научиме тие техники за да можеме да функционираме во ова современо време, не знам дали со медикаменти, како што кажи ти веќе не ги пиеш, и бадијала биле и утешните зборови, ај као ќе бидеш ти добро, нема проблем, јас велам од браво, и алал да ти е само грбка може да ти излезе, и ништо повеќе од тоа, освен ако не се завземеш за себе и не работиш за себе. И како што кажа, телото е тоа кое што ние има најстарата интелигенција во нас, и тоа знае многу повеќе, и она што го кажуваш, инхибиција од стресот кој што си била додека траел испитот за да положиш нели, да добиеш возачка дозвола, да, сега ти се одразува, затоа што ти во моментот си била под адреналин висок, кортизол ти се лакме, се што ти се случувало, нели, адреналинот е најако пуштен, затоа што ти мораш да бидеш во позиција на готовност, тие се тие високи бета бранови, и тогаш нашето тело се храни со тој. Адреналин дури кога недостасува, ни недостасува, па си го бараме сами, бараме возбуда, бараме, не знам, некои случаи кои што ни носат неизвестност, чисто затоа што сме зависни од таа доза на адреналин,
И токму сега, кога настанува период на опуштање, доаѓа оноа, ти не ме слушаше, сега е време да се одмориш и затоа јас ти се јавам во вид на настинка, чисто да прилегнеш малку и да се посветиш на себе. И тоа е феноменален диалог кој што си го водиме. Ние со нас, ако навистина знаеме да го ослушнеме нашето тело. И супер е тоа што си отворена и да го споделиш сето тоа како искуство и инаку кога ќе ме праша дали ова и за млади или дали има граница во возраста, еве можеш да споделиш ти со кого беше на mindfulness, меѓу другото и твојата возраст и така натаму. Јас сум секогаш најмлада. Јас сум секогаш најмалата од групите обуки и секогаш си зборам со луѓе што се повозрасни од мене, ама јас си ги обожавам сите. И не знам, беа годиште, па мајки, жени, мајки, кралици, мене така ми се. И стварно јас мовет со сите знам да си направам, тоа дека е прилагодлива програмата, тоа си вие си ја таргетирате, што нели правилно, кој во кој период е, што е, како е. Така тоа може секој, нема некоја возраст. Ја ептен да не биде некој 3 годишно дете, не знам, со 40 годишни. Тоа е птене junior и high level. Тоа ние го пренесуваме на нив. Ама вие си го правите тоа со адаптации, со нели јазикот кој што го користите, прашањата, не може секој со јазик да се зборува со себе си. Ако за мене, не знам, некое прашање значи едно што е успех или кои се моите животни навики, цели у моментов, не може тоа прашање да се го постои 5 годишно дете што не знае кој е и што е. Апсолутно, затоа така е. До 5-та година затоа родителите се вклучуваат во сето ова како би можеле нели да го пренесат како искуство, а воедно да бидат и онака рол модел за своето дете, а и да го научат него на вештини кои што навистина и како се потребни. И уште еднаш, навистина, ти благодарам за ова искуство што го сподели и што кажа неколку работи во тоа твое искуство. Првично, да, поставување прашања, но додека дојде до поставување на тие прашања, тоа се најчесто мета прашања, нели, кои што конкретно удираат во целта, кај што сакаме да го поставиме прашањето и на кого сакаме да му се обратиме, дали пред да дојде паничниот напад, дали нешто конкретно се случи што тригерираше одредена реакција? Дали се сеќаваш на такво нешто? Ведно самата парализа на рацете. Тоа е веќе последица. Да, од нешто што? Од претходно? Од самиот ден? Дали нешто имало? Па буквално се опуштив јас тој ден. Буквално се опушти. И не знам дали се сеќаваш, да, ние пред недела, 2 пред да ти се случи тој настан, ние имавме коучинг средба. Да. И на таа коучинг средба ти ми ги изнакажа сите овие планови. Да. Така. И оно што беше да поставиш приоритет. И ти не знаеш точно каде да го поставиш приоритетот. Баш. Да, и правевме ова ако биде, ова што би било, нели? И така се носевме во одредени ситуации. Јас на неколку наврати, нели, во тишината само дадов она индиректна сугестија околу поставувањето приоритети, што тебе не ти беше нешто сватливо, па ова ако го поставам, па ова не, па чекај ова вака, ова онака, и на крајот буквално се симна во телото за да се постави приоритетот. И сето тоа што се случи, добро е она што ти кажав во почетокот, кога ни велат као па ајде ќе се смириш, ти чуче те фаќа паника, како можеш да ми викаш дека ќе се смирам кога јас не знам што да правам со себе. Да. И кажа уште една реченица: рано ми е сега да си одам, демек да го напуштам овој свет, имам уште толку многу работи да завршам. И тоа е својствено за паничен напад. Значи, токму тоа, затоа што се јавува страх од смрт.
као готово се гушам, ме снемува што ќе биде, како ќе биде. И тоа што исто си го поставила како добро прашање, дали ова е реално. И во моментот, ако прашањето, ти си го насочила прашањето кога веќе си дошла во ситуација на смирување и си се фокусирала на обврските. И тоа е добриот дел. Затоа што ако се фокусираш дали ова реално што ми се случува, во дадениот момент, кога лимбичкиот дел од мозокот е баш у таа емоција на страв и на паника, и кога се јавува онај дел од мозокот на преживување, ти вика смрзни се, бори се или бегај, ти точно си се фокусирала, што е окей, скроз на делот што имам да завршам од обврските. Дали се ова е реално, дали ќе го завршиш. И тоа е фактички дефокусирање на едно несвесно ниво. Пази што прави организмот. Организмот ти создава, значи, тоа е феноменално ние што го имаме. Телото сам создава одбранбен механизам и точно знае кога да реагира и како да реагира и те штити и ти вика, те дефокусира од моментот на паниката, те фокусира, значи врши фокусирање на твоите обврски, на твоите приоритети. И ти фактички го губиш контактот со стравот, тој стивнува од една страна, тој дел од мозокот се смирува, затоа што реално емоцијата не трае повеќе од 20 минути, сето останато се само мислите. Значи, ти се дефокусираш на оно што е мојот приоритет во активностите, што е многу важно. Активностите се дел од оно што треба да го завршам, што не води, или првиот емоционален центар што не држи цврсто на земја. И прифаќањето на тоа, окей, ова ми се случува, но јас не сум подготвена да го напуштам се во ова, имам еден куп обврски пред мене, уште да си ги завршам, чекај да видам кои се тие, по автоматизам, значи дошло до дефокусирање од состојба на акција, што те довело до излекување од целата ситуација. И тоа е моментот кога ние фактички го прифаќаме тоа што ни се случува, затоа што, пази, со онаа утеха ќе бидеш ти добро, ај сега да се фокусирам, чекај, диши ангел, дали тоа ти помогнало? Да. Дишењето, да. Меѓутоа, дали ти помогна моментот, сега ова не се случува, ќе бидам јас добро, ќе бидам јас окей, или ти помогна моментот кога, чекај бе, ти имаш толку многу обврски, можеш ли сега сето тоа да го завршиш? Мене ми помогна самата, може би не прифаќањето дека не можам све одеднаш, туку прво ми беше дека имам некаква мисија да дозавршам, не обврски како обврски, туку некаква мисија што ја осеќам дека би требало да се заврши за да бидам присутна. Прво тоа ми делувало како мотивација веројатно. Да, за да излезеш од проблемот. Да, и после тоа ми помогна дишењето, ќе сега да видам што и како ми се приоритетите. Што можам да направам, веќе ми е ладна глава. Што можам да направам за да се достварам мисијата на земјата. Апсолутно. Меѓутоа тоа е повторно прифаќање на состојбата таква каква што е. Значи јас не се борам, ти легнуваш на коленото од тој до тебе, на нозете, на седиштето и ја прифаќаш состојбата таква каква што е. И тоа е клучот, значи ти се смируваш и веќе тоа е значи клучот за да излезеш од било која ситуација. Ако ти продолжиш да се бориш, што ме борба, тогаш имаме победник и губитник. Што те прифаќам, го прифаќам моментот, не судам, не просудувам, не заклучувам, туку едноставно прифаќам. Океј, јас имам сега тука мисија, ова ми се случува што се случува, дај да видам што сега јас да превземам. И ја земам работата во своји раце. И тоа е клучот, ствари што те излекува од паничната ситуација, паничната состојба во која што си се наоѓала. И тоа е тоа. И тоа е супер. И, значи, без ништо, без медикаменти, без брза помош, без одење некаде, туку насока дома.
Да. 1-0 за мене, викам јас. 1-0 за тебе, супер. Да. Одлично искуство. Дали после тоа ти се јави некое слично искуство на ова, Ангел? Па не, после тоа после таа недела како се одморив у Крушево, дури не може фасален тренинг да направам, не е битно. И стварно онака таа недела ептен се опуштив и фала му на Бога до сега сум окей. Периодов пак многу ми е понапорен, али си направив договор со телото дека уште некој период така понапорно, после тоа малце ќе си го планирам се одморот, порационално, поквалитетно, временски, поефикасно и го ценам, многу повеќе го ценам сега одморот и наоѓам смисла да одмарам, не е само работа или обврски кои ќе се натрупам, туку окей, смирено, боле сега одмори барем 20 минути, отколку да прегориш пак. И сега тоа многу подобро го менаџирам, не викам дека е совршено, никогаш не може ни да биде совршено, ама научив огромна лекција. Еве сега пак сум на стината, ама еве се одмарам денес, сутре пак повеќе ќе одморам. И тоа се менаџира и мислам дека како со искуство кога што проаѓам, многу е по-окей и додатно уште толку сум мотивирана да ги остварам тие приоритетите што си ги пуштив тогаш. И сега периодот буквално работам на тоа, откажувам многу работи, ризикувам доста работи за да се остварат тие 3 приоритети и здравие, ако биде се по план и ме служи телово, си се договарам убаво како што треба, се остварува. Ден по ден нема никаква борба онака полека, ако биде за мене што е мое само си доаѓа. Апсолутно. И секогаш е тоа така, секогаш што е твое ќе си дојде. Апсолутно. Треба насока и намера јасна поставена, ти тоа страниците и го знаеш и го практикуваш, посебно се радувам што и визуализацијата ја практикуваш и не знам, може би за ова што положи за возачки, не знам, може би нешто примени. Да, па тоа е. Дај просветли ме. Да. Па дишев, јас стално е полигон кој полагав, ја живот, значи за факултет, за учење, не се нервирам. Тоа ми е гола вода. Добро, че ако сум учела ќе положам, ако не, окей. Што претходно не било така, нели, у 5-6 деление таму, тоа што се нервирав, ама со работа све се решава. И јас полагање за кола, јас во живот сите викаат бе брат слабаво, нели, за кола ќе викам шо ја викам јас тоа постресно во животот не ми било. И кога положам, сега знам мислам кога нешто ми е стрес во главата, ја многу сакам да пеам и мене тоа многу ме пушта. Така. И буквално ја пред комисијата викам, окей, си пеам онако кола будала, викам, добра Ангела, лабава, колира, сега си окей. И тоа ми помогна, чисто да се опуштам, чисто да се стационирам дека се окей, што е да биде, окей. Се окей. Да. И така е, како реков, се окей. Буквално. Се се случува со причина. Да. Супер. Ти благодарам. Очекувам прашања некои. Доколку имате, слободно можете да споделите, да прашате нешто ако ви интересира, да одговориме на ваши прашања околу панични напади или воопшто ако имате нешто. Ние ќе се вклучиме и наредната недела. Ќе споделиме и некој искуство околу храната. Ние на Mindfulness, освен што разговаравме со симптомите кои што ги имаме, освен што се фокусирано дишавме за да знаеме точно каде сме, што сме, за да се вратиме во свесноста, буквално, како би може да носиме добри одлуки. И истовремено, ако се сеќаваш, верувам дека и го практикуваш, работевме и една интересна чоколадна медитација. Каде што... Чоколадата го памтам, не само медитацијата. Кој на диета тогаш да го взимаше. Важно е да ги освистиме вкусовите и беше можно интересно. И тука веќе наредното вклучување ќе зборуваме околу емоционалната исхрана наша. Кои се емоции знаеме да ги јадеме и што задоволуваме со оброците. Ангела, ќе се дружиме и наредната недела. Како не, обавезно. Обавезно да споделиме уште некој искуство и еве можете значи слободно да поставите прашање доколку имате, да
одговориме. Ангела, ти ако имаш некој прашање, слободно сподели. Не, јас само ве слушам и уживам толку. Јас цело време кога сум со вас, цело време нешто учам, си учиме и многу ми е најубаво на цел свет. Најубаво. Супер, ти благодарам. Доколку нема прашања, дали имаш нешто да им порачаш на луѓето кои што сега останаа да слушаат, останатите ќе не слушаат и на YouTube, и на TikTok, и на другите социјални мрежи? Дали имаш нешто да порачаш? Па тоа, дека телото е перфектно и многу ако знаеме како да скомуницираме со него и да го слушаме, да, феноменални знаци. Не е секогаш перфектно дека може секогаш да го слушаме, ама кога би го слушале најидеално и у хармонија со себе и со све, и повеќе примена помоце теорија. Така е. И затоа сега и mindfulness и сите мои обуки се буквално сето она што го теоретизираме и да го практикуваме, и тоа е еден од условите за сертификација. Ти благодарам многу, Ангела, за споделувањето на твоето искуство, за дружбата. Благодарам на сите што беа вклучени. Охрабрувам еве да се подготват и за наредниот лайв, да подготват некои прашања, затоа што интеракцијата е добре дојдена. Фидбекот многу значи. Така што и кога молчиме, можеме само да предпоставиме, посебно кога е вака на социјални мрежи, и затоа навистина многу значи и еден мал коментар да споделиме, затоа што добиваме од другата страна повратна информација дека не зборуваме во празност. Сите срциња благодариме за сите срциња кои ни ги упатувате, за поддршката, па дури и тоа е комуникација и фидбек. Благодариме уште еднаш. Повелете на наредното вклучување во недела, следете на Инстаграм и на сите социјални мрежи, побрзете, пријавете се на Mindfulness Essence, затоа што до 39 се оние специјални понуди кои што за рани пријави, кои што се до тогаш отворени. Местата ве очекуваат, ветувам навистина интересна и возбудлива обука за секој еден од нас, и дозволете да растеме сите заедно. До тогаш, сакајте се себе, сакајте ги луѓето кои ве сакаат вас, чувајте се себе и чувајте ги луѓето што ве чуваат вас. Ти благодарам, Ангела, и се гледаме наредната недела. Фала ви. Имајте убава вечер. Чао. Пријатно. Чао, чао.